Луѓето ги повторуваат нивните зафатени дневни рутини, јадење и спиење. Тие работат напорно цел живот за да добијат богатство, или чест и моќ, или само да заработат за живот. Сепак, сите тие умираат на крајот. Она што е пострашно од смртта на телото е судот после тоа. И како што им е на луѓето определено да умрат еднаш, а потоа суд. Како што криминалните активности се снимаат на камерите за видеонадзор, што и да правиме на оваа земја е запишано во небесните книги. Мртвите книгата на животот, и судени беа мртвите според запишаното во книгите, според делата нивни. Дали обвинетиот е виновен или не и каква казна ќе му биде изречена, се утврдуваат според законите на оваа земја. Исто така, дали некој ќе оди во рајот или во пеколот по смртта, се одредува според Библијата. Мртвите своји што беа во нив, и секој прими суд според делата своји. А смртта и пеколот беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт. Библијата вели дека има некои посебни луѓе кои нема да бидат осудени како виновни. Блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение, над нив втората смрт нема власт. Што треба да направиме за да имаме учество во првото воскресение за да избегнеме да бидеме судени и казнети во огненото езеро во пеколот? Во Библијата Бог јасно ни покажува како да учествуваме во првото воскресение. Кој го јаде моето тело и ја пие мојата крв, има живот вечен и јас ќе го воскреснам во последниот ден. За да учествуваме во првото воскресение, мораме да го јадеме Исусовото тело и да ја пиеме неговата крв. Тогаш, како можеме да го јадеме телото на Исус и да ја пиеме неговата крв? Земете, јадете, ова е моето тело. Пиете од неа сите. Зашто ова е мојата крв на новиот завет, која се пролева за мнозина за простување на гревовите? Со чувањето на пасхата од новиот завет, ние го јадеме Исусовото тело и ја пиеме неговата крв и добиваме простување на сите наши гревови. Бидејќи ни се простени нашите гревови, можеме да учествуваме во првото воскресение. Сите земни работи на кои луѓето им даваат голема вредност се бескорисни пред Божиот суд по смртта. Меѓутоа, вредно е да се учествува во првото воскресение со држење на пасхата на новиот завет, што Исус го воспоставил преку неговото тело и крв. Тоа е затоа што само оние кои учествуваат во првото воскресение можат да ја избегнат пеколната казна. Сите да ја празнуваме пасхата на новиот завет, за да имаме вечен живот и да живееме во слава за секогаш во Царството небесно.